Нема пазарење со идентитетот. Тоа е нашата црвена линија. Спремете се за маратон кон ЕУ, рече Мицкоски. Премиерот порача дека евроинтеграцијата останува стратешка цел на државата, но дека нема да има отстапки кога станува збор за македонскиот идентитет и јазик. Тој упати критики кон претходната власт, обвинувајќи ја за отстапки во процесот и порача дека ќе се бараат гаранции од европските партнери против нови билатерални условувања. Власта сака законски да спречи трансакцијска злоупотреба на македонското државјанство од богати странски инвеститори. Министерството за внатрешни работи предлага измени на Законот за државјанство со кое се укинува можноста македонското државјанство да се добива како трансакција преку однапред утврдени инвестиции. Како што е објавено на ЕНР, целта на измените не е целосно укинување на критериумот за инвестиции, туку спречување за негово злоупотребување и усогласување со препораките на Европската комисија за намалување на безбедносните и миграцијските ризици. Македонскиот рубин доби државна заштита. Природното богатство од Прилеп и Мариово станува национално наследство. Министерката за енергетика Сања Божиновска денеска соопшти дека пристигнало решението со кое и официјално се заштитува македонскиот рубин како наш уникатен полускапоцен камен. Станува збор за природниот камен кој се наоѓа во регионот на Прилеп и Мариово, а кој е препознатлив по својата карактеристична црвеникаво розева боја и се смета за уникатен во Европа. Сирење без млеко, одговорност без име. Во Македонија може да купите сирење со 1% млечна маст, а на декларацијата да пишува 20%. Може да купите млечен производ во кој има палмина маст наместо млеко. Може со месеци да бидете измамувани како потрошувач без да имате јасен увид каде точно се прекршени правилата и кој стои за тоа. Но не можете да знаете кој ве измамил, дури никога институциите јавно ќе соопштат дека има неправилности, пишува во новата колумна колешката Валентина Ангеловска. Шумската мафија ја опустоши планината Лопушник, реагира левица. Опозицијската партија Левица реагира дека според снимки објавени на социјалните мрежи на планината Лопушник се случува масовна сеча и уништување на шумските предели. Од партијата тврдат дека станува збор за нелегална сеча и бараат институциите, меѓу кои МВР и Државниот инспекторат за животна средина, итно да излезат на терен и да утврдат што се случува. Обезбедени гумички и резервни делови за жичницата. Кога ќе започне сервисирањето? Јавното предпријатие ЈСП Скопје склучило договор за набавка на резервни делови за жичницата во вредност од околу 2,36 милиони динари, користејќи постапка со преговарање без објавување јавен оглас. Договорот е потпишан на 28 април, а во системот за јавни набавки е објавен дури на 3 јуни, при што од ЈСП за сега нема дополнителни информации дали е склучен и договор за сервисирање или кога жичницата повторно ќе биде ставена во функција. Нема крај на градежните работи на Мирослав Крлежа. Жителите се на голтаа прашина. Реконструкцијата на улицата во Дебармало трае веќе 4 месеци, а дел од жителите реагираат дека просторот е исполнет со прашина и дека градежните активности изгледаат забавени. Проектот, кој опфаќа површина од околу 6000 квадратни метри, предвидува целосно уредување на улицата во пешачка и резиденцијална зона со ограничен пристап и паркирање само за жителите. Уапсен е Илчо Ѓоргиовски, уште еден поранешен председател на ФФМ. Под водство на обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во координација со МВР и финансиската полиција денеска се спроведува акција на повеќе локации низ државата,
при што се вршат претреси, а во таа акција уапсен е и поранешниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиевски. Против него уште во 2019 година била поднесена кривична пријава за наводно даночно затајување и фалсификување деловни книги во периодот додека ја водел ФФМ, при што се сомнева дека е оштетен државниот буџет. Осудени родителите на Коста Кецмановиќ. Високиот суд во Белград ги осуди родителите на момчето кое во мај 2023 година изврши масовно убиство во основното училиште Владислав Рибникар во Белград. Владимир Кецмановиќ е осуден на 14 години и 6 месеци затвор, додека неговата сопруга Милјана Кецмановиќ доби казна од 2 години и 11 месеци за кривични дела поврзани со занемарување и злоупотреба на малолетно лице. Станува збор за втора првостепена пресуда во случајот, а странките имаат право на жалба пред апеласиониот суд во Белград. Самитот на Г7 не помести ништо од мртва точка. Самитот заврши со заедничка политичка поддршка за Украина, но без конкретен напредок што би ја променил тековната динамика на војната. Лидерите на најразвиените западни економии ја потврдија поддршката за територијалниот интегритет на Украина и најавија засилен притисок врз Русија, како и дополнителна воена и енергетска помош за Киев. Сепак останува впечатокот дека клучните одлуки повторно зависат од ставот на САД и председателот Трамп, иако беа отворени и теми поврзани со Иран и глобалната безбедност. Самитот не донесе пресврт кој би ја поместил ситуацијата од мртва точка, пишува во новата анализа Хари Кацановски. Крај за скриените трошоци. ЕУ одлучи рачниот багаж да се вклучи во цената на авиобилетите. Се воведува и надомест од 600 евра за доцнење на летови. Европската Унија постигна договор со кој рачниот багаж ќе биде вклучен во основната цена на авиобилетите без дополнителни скриени трошоци за патниците. Според новите правила кои треба да важат од следната година, авиокомпаниите ќе мора однапред да ја прикажуваат целосната цена на билетот со вклучен рачен багаж, а патниците ќе имаат и можност за поевтина варијанта ако патуваат без багаж. Австријска корупцијска афера доби ново продолжение. Поранешен министер е гонет за даночна измама тешка 4,9 милиони евра. Австријското обвинителство повторно покрена постапка против поранешниот министер за финансии Карл Хајнц Грасер, овој пат за наводна даночна измама поврзана со аферата Бувок во износ од околу 4,9 милиони евра. Според обвинителството станува збор за непријавени приходи од милионски провизии поврзани со контроверзната приватизација на државни станови, додека одбраната тврди дека се работи за ист случај за кој веќе има правосилни одлуки. Европа се бори со бранот синтетички опијати. Речиси секоја недела се појавува нова психоактивна супстанца на црниот пазар, соопшти Европската агенција за дроги ЕУДА. Во најновиот извештај се наведува дека под надзор во Европа се повеќе од 1000 нови психоактивни супстанци, меѓу кои над 100 синтетички опијати, а само во изминатата година биле откриени околу 50 нови видови. Украина ја нападна Москва со 180 дронови, се запали рафинерија, покривот летна во воздух. Според руските власти, во нападот учествувале околу 180 дронови насочени кон главниот град, од кои повеќето биле соборени, но неколку успеале да ја погодат рафинеријата, а бил оштетен и еден трговски центар. Америка и Иран го потпишаа мировниот договор порано од предвиденото. Двете страни потпишаа првичен мировен договор со кој се предвидува завршување на конфликтот и отворање на Ормузскиот теснец. Според договорот, двете страни треба да постигнат конечен договор во рок од 60 дена, а во меѓувреме се најавуваат понатамошни преговори за иранската нуклеарна програма во Швајцарија.
А еве како можете да се опуштите во остатокот од денот со неколку возбудливи фудбалски пресметки од светското првенство. Во 21 часот играат Швајцарија и Босна и Херцеговина во групата Б. Потоа на полнок по македонско време Канада ќе се соочи со Катар во Ванкувер, а последниот надпревар е во 3 часот, кога ќе играат Мексико и Јужна Кореја. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.